Денеска православната црква ги прославува светите 12 маченици и светиот маченик Роман. Светите 12 маченици. Овие маченици пострадале во времето на царот Диоклецијан. Првиот од нив, Памфил, презвитер на црквата на Кесарија Палестинска, човек учен и благочестив, го исправил текстот на Новиот Завет од грешките на разните препишувачи. Самиот ја препишувал оваа спасоносна книга и им ја давал на оние кои тоа го посакувале. Вториот бил ѓаконот Валент, стар по години и побелен од мудрост. Тој бил одличен познавач на Светото писмо и го знаел замалку наизуст. Третиот бил Павле, маж чесен и угледен, кој еднаш пред тоа бил фрлан во оган за Христа. Покрај тоа, уште 5 браќа по тело и дух, родом од Египет, се враќале од осудата во рудниците Киликиски, во својата татковина, но на капијата на градот Кесарија рекле дека се христијани, поради што ги донеле на суд. На прашањето како им е името рекле: не зна божичките имиња што ги даде мајка ни, ги отфрливме и се нарековме Илија, Исаија, Еремија, Самуил и Даниил. На прашањето од каде се рекле: од горниот Ерусалим. Сите овие биле исечени, а со нив пострадало и момчето Порфири, кое ги побарало нивните тела да ги погребе. Овој во оган изгорел. Уште и Селевки, кој пристапил и ги целивал мачениците пред мечот да падне врз нивните глави. Селевки пред тоа бил офицер. Уште и старецот Теодул, слугата на римскиот судија, кој при поворката го целивал еден од мачениците. Најпосле Јулијан, кој мртвите тела маченички ги целивал и ги фалел. И така го дале малото за големото, и ефтиното за драгоценото, и смртното за безсмртното, и се преселиле во Господа во 308 година. Спаси
моливи спасения нашего ради, воплотитеся от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися. Распнися же, Христе Боже, смертью смерть поправи. Един си святия Троиці, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светиот маченик Роман, прост и неписмен селанец од Карпенис. Дознавајќи за јунаштвото и славата на Христовите маченици, младиот Роман посакал и самиот мачеништво. Отишол во Солун, каде почнал на улица да ја фали верата Христова, а Мухамеда да го нарекува баснословец. Турците страшно го измачувале, па му го продале на некој капетан на Галија. Христијаните го откупиле од капетанот и го испратиле во Светагора, каде што Роман станал монах кај прочуениот старец Акаки. Но тој и понатаму го пожелувал мачеништвото за Христа. Со благослов на старецот отишол во Цариград, се направил безумен и почнал да води пес низ турските улици. На прашањето што прави, Роман одговорил дека тој го храни тој пес, како што христијаните ги хранат турците. Турците го фрлиле во сув бунар, во кој што без леп поминал 40 дена. Потоа го извадиле и го исекле. Од неговото тело 3 дена избивала светлина. Некој англичанец го зел телото и го однел во Англија. Некој монах наводенил крпа во крвта на маченикот. Таа крпа и денес се чува во манастирот Дохијар. Овој славен Христов војник пострадал во 1694 година. Елици во Христа крестисте ся, во Христа облекосте ся. Алилуја.
Te